Говорим началникот на нашата општина, господин Мирослав Балински. Почитувани сограѓани, почитувани соработници, почитуван комодератор, почитуван модератор, драги гости, најпрво сакам сите да ве поздравам во моје име и во име на Советот на општина Македонски Брод и да ви посакам успешна работа. Овој форум, како што знаете, доста тука бевте присутни на претходните два, е трет форум во општина Македонски Брод и мојата благодарност и вашата до агенцијата, Швајцарската агенција за развој и соработка, сакам да ја упатам во ваше име и во моје име да се заблагодарам што доделија средства во Македонски Брод и по трет пат да се одржи овој форум. За нашите сограѓани кои прв пат доаѓаат на овој форум, потребно е да им појасниме дека ова е можност одека да кажат кои проекти сакаат да се градат во наредната 2013 година. До сега на сите форуми се одлучуваше за еден проект. Сега имаме шанса сите како граѓани да продолжиме 3 проекти и сите 3 проекти јас ви ветувам дека во наредната година ќе влезат во реализација и заедно ќе ги реализираме и изградиме и поубави нешта да се случат во нашата општина и сакам повеќе овој пат и сите три овие што се проекти да бидат од нашите населени места, бидејќи ги имаме 50 населени места во градот Македонски Брод. Скоро завршуваме оваа година со сите улици, со канализации, фекални и со сите други проекти што беа во Македонски Брод. Завршуваме, затоа посакувам да помогнеме за нашите населени места, за предлози на невладини организации, овој пат да влезат во вашите идеи, заедно да изгласаме и заедно да ги реализираме. За сега толку и ви посакувам успешна работа. Благодарам на градоначалник Владимирски за неговиот поздрав. Дозволете ми во името на Кристина Хачи-Василева, ръководител на единицата за координация на форумите, да ви поздравам. Тая денес трябваше да ни присутно овде со нас, но здравствено причини денес не е тука. Ве поздравам во нејзино име и морам да ви кажам дека Македонски Брод е еден од форумите, односно форумите во Македонски Брод се едни од форумите кои се највисоко оценети по делот на организација, по делот на присуство, по делот на што е направено и вистински реализирано за општината, и тоа е голем образ и за мене како модератор и за вас како присутни овде да предложиме листата патека, една се било добро предложено, да добро почната, како уште по-добро. Сега повикувам нашиот градоначалник, Мирослав Балински, да ни го презентира пред реализацијата на стратешкиот развојен план и приоритетите за развој на општината за 2012 Накратко ќе ја представам нашата визија како општина Македонски Брод и реализирани проекти во 2012 година. Општина Македонски Брод ја замислуваме како социјално, економски и културно развиена општина, отворена кон градот Скопје, со модерна, регионална и локална инфраструктура, брендирани еколошки здрави производи и враќање кон традиционалните вредности. Тука сакам да напомнам дека во нашата општина имаме брендирани фирми и тоа за здраво, еколошки, чисто поднебје и тоа со евро документи и тоа во село Волче се произведува еколошки здрав мед, а во село односно во село Горно Крушје еколошки здраво месо, еколошки чисто млеко и сирење од овци која обстојува во нашата општина и која е заштитена со закон. Тука сакам да нагласам дека се остварува мојата и ваша визија, се отвори патот Македонски Брод Скопје,
кои се уште во градба, меѓутоа можеме да патуваме по овој пат и остануваат уште 14 километри да се доасфалтира. Тоа е влезено во програма на владата и овдека упатувам благодарност на владата, која во манифестот на владата треба до 2014 година да биде пуштен патот Македонски Брод-Скопје, бидејќи е прогласен за регионален пат. Сега накратко ќе одиме што сме реализирале со стратегијата, бидејќи знаете дека имаме изгласано како општина Македонски Брод стратегија за развој на општината од 2008 до 2013 година. Ќе одиме со ред во оваа стратегија што имаме онтатено. Развој на инфраструктурата, развој на локална економија, заштита на животната средина, развој на образование, култура и социјална заштита. Во текот на оваа година, односно во текот на 2012 година, конечно е завршен патот за село Лупще како локален пат. Овие денови отпочна градбата на патот за село Калуѓерец, а се надевам дека во почетокот на наредниот месец ќе отпочне градбата на патот за село Ризанско. Исто така, во втора фаза на отпочнување за изградба се локалните патишта за селото Долно Крушје, Зркле, Требовље и Заград Волче. И за овие локални патишта тендерската постапка е завршена и се очекува избрана е фирма, се очекува секој момент да отпочнат со градба и моја желба, сигурно и ваша желба е во текот на оваа година овие 7 патни правци да бидат асфалтирани и да створиме подобри услови за нашите сограѓани кои живеат во овие села, подобро да живеат, побрзо да стигнуваат до своите домови и нормално да се развива селскиот туризам кој е во нашата стратегија, предвиден во стратегијата за развој на општина Македонски Брод. Исто така, во завршна фаза во градот Македонски Брод е асфалтирањето на 4 краци на улицата Мирче Ацев, во подготовка за асфалтирање, односно почна од денес подготовката на улиците Григор Прличев, Светан Димов и Орце Николов. Значи во денешниот ден и во текот на вчерашниот ден имавме активности и почна изградбата на овие улици и се надевам дека во текот на оваа година и овие улици ќе бидат асфалтирани. Изградени се во текот на оваа година плочевски пропусти, мостови. Тука е пишано погрешка селото Девич, што е претходно, не е во оваа година. Во оваа година се изградени мостот во село Слатина, село Долни Манастирец и 2 моста во село Самоков, а во фаза на реализација е плочевски пропуст, односно мовче за село Ковче. Исто така, во тек е завршена тендерската документација, тендерски избрана фирма да го изработи и тротоарот, односно патеката од бетон плочки во село Самоков и тоа од новата населба до училиштето во село Самоков, со што ќе створиме безбедносни услови за учениците да се движат во училиштето, за да нема последици кај нашите најмлади. Во тек е изградба на пешачење кај нас познато кејот на реката Треска и се надевам дека спрема рокот до 5 октомври ќе биде завршена изградбата на кејот во Македонски Брод и се надевам исто така за 11 октомври заедно да го пуштиме во употреба. Тука сакам да напомнам дека се прошири проектот покрај кејот со средства од општина Македонски Брод, од локалната самоуправа, ќе да изградиме патеката од пешачкиот мост на реката Треска до гимназијата, а кај пешачкиот мост изградиме и мини плошта за одмор за оние кои го користат овој мост и пешачката патека да можат да здивнат и да одморат со поставување на клупи покрај пешачкиот мост. Сега можете да ги видите и моментите кога ги пуштавме мостовите во тука е во село Самоков, претходно беше во село Долни Манастирец и село Слатина и
може да има тука и присутни од овие места. Ако нема, јас сакам да го пренесам нивното задоволство и нивниот восхит, кога овие мостови се пуштава во употреба, иако мали, но многу значајни за ова население кое живеа таму, бидејќи тие реки, посебно преку зимата, доста надојдува, а преку летото ги користат за да одат до нивните ниви и посеви кои ги одредуваат мештаните кои живеат во тие населени места. Планирани активности за 2013 година во нашата програма кои се досега влезени, значи продолжуваме до асфалтирање на локалната патна мрежа, целосна модернизација и реконструкција на уличната мрежа во Македонски Брод, подобрување на инфраструктурата во село Самоков, тампонирање на улици во населени места, побарање на местните самоуправи, до изградба на целата локална патна мрежа на територија на општина Македонски Брод, уредување на индустријската зона, односно урбанизација и изградба на комунална инфраструктура во индустријска зона, изградба и реконструкција на водоводни и канализациони мрежи во населените места. Од досега пријавените и одобрени проекти имаме околу 800.000 евра од Европска банка за реконструкција и изградба на нови водоводи, во тек се тендери и се надевам дека во оваа година ќе отпочнеме и со реконструкција и изградба на нови водоводи. Посебно секој момент треба да отпочне со изградба на локалниот водовод кој за нас има значење како регионален од село Сушица до село Зрче, бидејќи тука ќе се приклучат и населените места Долни Манастирец, Инче и манастирот Света Богородица во Горни Манастирец. Сакам да напомнам дека една од ретките општини сме што успеавме да организираме индустријска зона, бидејќи другите општини успеваат, меѓутоа со поддршка од владата, во овој проект целосно општина, локалната самоуправа успеа да го урбанизира овој дел и сега сме спремни за наши бизнисмени слободно можеме да ги повикаме да градат своји објекти, работилници и фабрики. Значи, индустријската зона е спремна за да се вклучат сите бизнисмени што сакаат да работат во нашата општина. Преглед на активности од областа на локалниот развој. Изработени се промоутивни материјали за општина Македонски Брод, изработена е веб страната на општината која тековно се ажурира. Општина Македонски Брод активно соработува со сите невладини организации на територијата на нашата општина. Општината има активна соработка со бизнис секторот, активна соработка со местните самоуправи. Општината активно поддржува и учествува во реализација на општински промотивни, културни и спортски манифестации, така да имаме во нашата општина две манифестации кои се прогласени и треба да се брендираат како единствени во Република Македонија, а тоа е носењето на кули во Македонски Брод и Костелијадата, која исто така е единствена со својата манифестација во општината и се надеваме дека ќе бидат прогласени како единствени од Министерството за култура. Во тек е мапирање на туристички и други значајни природни и културни локалитети во соработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Исто така, овде сакам да кажам дека во соработка со Југозападниот регион во секој момент ќе стигнат знаци со што ќе го обележиме нашите културно-историски споменици, нашите еколошки богатства, ќе бидат поставени на регионалниот пат од Македонски Брод до Самоков, посебно за сите странци кои доаѓаат да знаат кај се најдуваат најдобрите пештери, кај се најдуваат манастири, цркви, бидејќи ги има доста на нашата територија за скоро време и тоа ќе биде обележано. Во иднина планираме изработка на проект за отворање туристичко-информативен киоск во централното градско подрачје. Исто така планираме уредување на градскиот пазар и негова дислокација позади стоковната куќа
Нормално се надеваме дека ќе обезбедиме средства тоа во текот на 2013-2014 година да биде реализирано. Развој на проект за рурален туризам, Порешко село, изработка на инвестиционен водич, изработка на проект за избор на автентичен производ, погоден за брендирање, изградба на пешачки патеки покрај езерото Козјан. Исто за овие патеки сакам да нагласам дека влезени сме во програма на владата, обезбедени средства и исто така голема благодарност за владата на Република Македонија ќе добиеме пешачка патека во должина од 8 км покрај езерото Козјак од село Здуње до село Близанско, така да нашите посетители ќе можат да се движат и рекреираат покрај езерото Козјак. Изработка на проект за избор на автентичен производ, погоден за брендирање, изградба на пешачки патеки, кажав, изработка на стратегија за развој на туризмот во општина Македонски Брод. За сега оваа стратегија е вклопена во стратегијата за развој на општина Македонски Брод, но бидејќи имаме идеални услови за развој на туризмот, селскиот туризам, езерски туризам, ловен туризам, риболовен туризам, во план сме исто така да направиме стратегија за развој на туризмот во општина Македонски Брод. До сега имаме реализирано доста активности од областа на животната средина. Значително е намален бројот на дивите депонии. Јас и претходно кажав дека нашата администрација аплицира до сите амбасади во Република Македонија и во текот на минатата година имавме донации од Норвешка и Швајцарска амбасада и успеавме да ги очистиме сите депонии во нашата општина заедно со јавното предпријатие Водовод и канализација. Исто така ставена е во функција градската депонија за цврст отпад, која се најдува покрај фабриката ЕМО, поточно кај мостот Алкајлуи. Изработен е план за управување со отпад, изработен е локален еколошки акционен план. Ова е исто така со подршка од странските амбасади, кои изработивме овој еколошки акционен план и можеме да се похвалиме една од ретките општини во Македонија кои имаме еколошки план за заштита, еколошка заштита на нашата општина Македонски Брод. Во фаза на изготвување се и други стратешки документи за заштита на животната средина. Извршена е набавка на контењери за сепарација на цврст отпади. Во иднина се планира чистење и проширување на речното корито, кое веќе е започнато ова чистење и проширување од пешачкиот мост на реката Треска до старата ветеринарна станица во Македонски Брод, ќе биде целосно изчистено речното корито и така ќе биде реката чиста да дојде до израз кејот кој се гради на реката Треска. Подобрување на хортикултурно уредување во општината. Тука сакам да кажам дека од Македонски шуми имаме добиено околу 3000 садници и нашата општинска администрација ќе биде носител, бидејќи садниците се во Македонски Брод, носител во текот на есента да ги засадиме овие садници, а ги повикувам и сите други заинтересирани да земат учество и така еден дел да озедениме, со што ќе ја подобриме нашата животна средина. Исто така водиме кампања за зачувување на шумското богатство. Оваа кампања ја водиме со тоа што кај младите, посебно и кај жителите што живеат во нашите населени места, редовно укажуваме најмногу за зачувување на ова шумско богатство, за да нема злоупотреба, палење, пожари, бидејќи тоа што го имаме многу значи, бидејќи нашата територија 70% е покриена со шуми и овие шуми изобилуваат посебно дабова и букова шума. Јакнење на еколошката свест кај населението, изработка на физибилити студија за воведување на алтернативни видови енергија.
Тука сакам да напомнам дека во нашата општина до денес има тендер за производство на сончева енергија. Се надеваме дека ќе дојде некој партнер. Нашата цел е и ние да имаме алтернативна енергија, бидејќи гледате дека кризата со енергијата во светот е се поголема, а за нас ќе значи што тука и ќе имаме нови 20 на вработувања и ќе имаме собствена електрична енергија. До сега реализирано од областта на образованието, културата и социјалната заштита. Изградена е спортска сала во основното општинското средно училиште Светиново Мокрицко и Македонски Брод. Изграден е бунар за техничка вода во училиштето сега, каде што се најдуваме. Извршена е обнова на кровната конструкција и промена на прозорци и врати, со што се зголемува енергетската ефикасност во основното училиште Свети Климен Охридски, во детската градинка 7 септември и Домот на културата Македонски Брод. А воедно, пред Домот на културата е уреден и дворниот простор. Заменен е азбестен кров со класифициран лин на училиштето во село Сувидово. Во иднина се планира проект за отворање на културно-историјски етнолошки музеј. Овој музеј, нашата замисла е да се отвори во зградата Сарај, која се најдува во нашиот град, меѓутоа сега живеат жители, а исто така во нашиот град треба да се гради социјална зграда и се надевам жителите кои живеат таму да се преселат во социјалната зграда, за да може да се активира овој музеј и нашиот град да има музеј како и сите други градови. Во иднина се планира проект изготвување на стратешки документи за социјална заштита. Вие знаете, во наредната фаза и социјалната заштита ќе потпадне под локална самоуправа. Ние подготвуваме програма како локална самоуправа, се со цел и нашите најзагрозени социјални случаеви да најдат своје место, сите да им помогнеме да живеат еден достоен живот, како и сите други жители во Република Македонија. На крај ви благодарам за вниманието и посакувам активно учество од вас. Уште еднаш ќе се повторам да ги искористиме овие средства за ваши идеи и трите проекти сигурно ќе бидат реализирани и посакувам уште еднаш да биде надвор од Македонски Брод, бидејќи Македонски Брод со сите своји инфраструктурни објекти може да се прогласи према Европска унија за зелен град, бидејќи за нашите жители све имаме изградено, но наши се и во населените 50 места и тамо да изградиме заеднички, а вие да предложите, а ние да реализираме. Ви благодарам. Благодарам на градоначалникот за ова прекрасна и исцрпна презентација, во која видовме што се е направено и што се планира да се направи. Одлични запади кои наистина градот да направат привлечно место за живење. Сакам само да ви напомнам дека на вашите маси имате испечатена оваа презентација. И исто така сега сте добили еден анкетен лист, ќе замолам да го подполните и да го оставите на вашето место, че само да маса да го оставите, ние ќе собериме на крајот. После презентацијата следи простор малку време и за дискусија. Значи, на следните форуми ќе разговараме за методите, за расходите, за она што и како треба да ги дел буџетот. Но пред да почнеме да разговараме за приходите и за расходите, има малку време за приоритетите за развој на општината во 2011 година. Дали некој има да даде некој предлог за размислување за оние кои го креираат буџетот пред да почнеме да разговараме така детално на оваа форумска сесија, можност за дискусија за приоритетите за развој во 2011. Кој има идеја да нешто предложи, па ќе видим дали тоа може да биде од буџетот или ќе биде некаква друга препорака за самата локална самоуправа, која не мора да биде од буџетот, ќе може и иначе да биде решено. Кој се јавува, кој сака да се приклучи?
Sada sam opet frazi da kažem, čovječe, ti imaš vizije. Promenim mnogo nešto koji bi ne samo pod zaboravljeni, nego na istina zaboravljeni. Od infrastruktura i životnog sredina, te vola, dodi me malo u ekonomski razvoj na našата opština. Za da tvoje to ime bude zapišano, su slatni bukvi istorijeta na opština Makedonski Brod. Zato je što stvarno zaslužuješ. Blagodajem. Благодаря. Друг, кој има слушам овде што се економија.